ќе кажав, значи во она што ние го имаме како надлежно, за жал ние не ги определуваме давачките кон државата, меѓутоа она што јас го имам како градоначалник, обезбедуваме бесплатно полнење на тие автомобили, бесплатно паркирање на таков вид на автомобили, со цел да дадеме еден мал придонес од наша страна во промоцијата на електричната мобилност. Самиот факт што склучуваме договори со заинтересираните страни за поставување, бесплатно поставување на електрични полначи, всушност говори за тоа дека и јас како градоначалник и администрацијата која што е предводам сме ориентирани на мобилност. Инфраструктурата е основен предуслов да може да ги натерате луѓето. Ние работиме во овој период на поставување на инфраструктура за да може граѓаните побезбедно да користат овој тип на превозни средства. Во врска со вчерашниот настан во населба Аеродром, на кој начин и по која процедура е активирана армијата на Македонија и кои се надлежностите на градот во такви ситуации? Градот за жал нема многу законски надлежности во таа процедура, меѓутоа јас сум кажал и тоа ќе го правам се додека сум градоначалник. Некогаш и некои работи што не се моја надлежност, недозволиво е да бидеме неми сведоци на целата таа ситуација. Немилиот настан вчера, граѓаните кои што беа евакуирани ја повикаа противпожарната бригада на градот Скопје. Луѓето се жалеа на болки во респираторниот систем, дишењето, штипење за грло, дури дел од дечињата таму беа евакуирани со газ маски. Во таква состојба не можете да бидете нем сведок, без оглед што немате ингеренции како градоначалник. Вие видовте дека јас бев присутен таму се додека не се обезбеди безбеден влез на луѓето во домовите. Тој влез има 48 станови. Без да ги испитате сите постапки и протоколи за да ги вратите луѓето безбедно во нивните домови, едноставно е неодговорно. Морав да преземам се како човек, па и како градоначалник, да бидам сигурен дека луѓето кои што живеат во тој влез ќе можат безбедно да се вратат во нивните домови. Во Република Македонија имаме два система кои што можат да испитат токсини во воздухот. Едниот е во рамките на Централ за управување со кризи е сместен во Велес, а вториот е во рамките на армијата на Република Македонија е сместен во касарната Петровец. Бидејќи неколку часови луѓето стоја пред влезовите, за нас побрзото решение беше да се активира ова единица и на моја замолница всушност се истераа сите армиски процедури и се дозволи присуство на таа единица. Таа единица констатира зголемено присуство на амоњак во критичниот стан. Не е тоа наивна работа, само да потсетам дека сме имали смртни случаи кога луѓе влегувале или во шахти или во септички јами. Значи амоњакот може да биде сериозно штетен. Моравме да ја провериме количината на тој токсин во воздухот и откако се уверивме дека се е безбедно, ги вративме луѓето. Така што за мене приоритет беше безбедноста на граѓаните кои што живеат таму. Кои супстанции беа потврдени? Амоњак беше недвосмислено потврден амоњак. Состојбата во станот ние имавме утврдено некаде околу 2 часа пред да стасаат единиците, меѓутоа не можете да дозволите да луѓето се вратат надвор без да испитате дали има и поинакви субстанции во воздухот. И амоњакот го констатиравме од кога дојдоа единиците од армијата на Република Македонија, бидејќи имавме сериозни жалби од луѓето за попреченоста во дишењето. Неодговорно би било од моја страна како градоначалник и како човек пред се да дозволам луѓето да се вратат по становите без да го провериме количеството на токсини во воздухот. А со станарите кои што живеат во станот 11, вие каде се во момент? Значи екипите на градот Скопје се утрово некаде до 5 часот го чистеа градот. Го чистеа станот 11. Центарот за социјални грижи беше контактиран, беа присутни синоите, значи имавме една целокупна слика за грижа. Ги контактира, одби старата жена да биде згрижена, меѓутоа очекувам дека веќе од денеска тоа семејство на кое што очигледно му е потребна третман од органите на социјална заштита да се продолжи да се истретира. Јас денеска
ќе погледнеме состојбата со хигиената во станот, да помогнеме на тоа семејство и на луѓето кои што живеат во тој влез, да во целост се исчисти станот, да се дезинфецира и барем вертикалата да можеме да ја исчистиме во текот на следниве неколку дена, се со цел да обезбедиме здрава средина за станарите во зградата. Правиме напори, има согласност и од станарите да помогнеме на семејството да се изреновира станот откако ќе го исчистиме. Очекувам дека ќе се согласат на помош од социјалните служби за дисфункционалноста на тоа семејство, да ја вратиме во некаква нормала, за да не ни се повторуваат вакви настани. Секогаш сватите иницијативата е ваша за активирање на пандемијата, меѓутоа Она колку што знаме, градоначалникот Марин имаше сериозни приватни обврски таа вечер, контактираше со мене. Не беше неопходно неговото присуство, бидејќи веќе беше изорганизиран целиот протокол и целата ситуација како ќе се одбива. Утврдивме и со надлежните органи од Министерството за внатрешни, противпожарната бригада и со представниците од АРМ. Така што човекот неколку пати контактираше со мене во текот на вечерта. Меѓутоа, бидејќи да речам условно имавме контрола врз состојбата, немаше потреба да ги прекине своите приватни обврски. Уште едно прашање само, господин градоначалник, дали се точни информациите во одредени портали дека во дворот на вашата викендичка во Маврово се реди гранитна коцка која што претходно припаѓала на град Скопје? Ајнштајн бил сериозно паметен човек, тоа се согласуваме. Има кажано дека две работи немаат крај. Вселената и глупоста човекова. Порталот се вика лидер, така што во Македонија добивме сериозен лидер во глупавоста. Објектот кој што јас го градам таму, изграден во форма на карабина, нема гранитни плочки, односно калдерби. Би ги замолил медиумите, бидејќи јас сум достапен секој ден и достапен сум до вас. Нема потреба да се креираат невистинити вести. Прашете го Петре Шилегов што секој ден стои пред новинарите и одговара совршено на секое прашање 5 години на назад. Не само откако што стана градоначалник. Очекувам извинување од порталот, бидејќи креирањето лажна вест не придонесува на заздравување на општеството кое што ни е сериозно рането. Молба моја лична, да бидеме малку повеќе луѓе од тоа што сме во моментот. Да во секоја работа се обидеме да го најдеме доброто, а не лошото. Лагата не може да роди добро. Информацијата што ја шири тој портал, јас и не знам чиф. Едноставно обична лага и класична дезинформација со цел да се дефокусира јавноста од процесите на европеизација на Македонија, бидејќи јас сум еден од фронтмените на Социјалдемократскиот сојуз и сметам дека таквите напади не се ништо друго, туку обид да се изедначиме сите во политиката. Во Македонија во политиката не сме сите исти. И тоа веројатно знам дека граѓаните добро го препознаваат. Подобро е да разговараме за факти, отколку да креираме лаги. Со лагите нема далеку да се стаса.